Кога возите Тесла, најголемиот светски производител на електрични возила, се возите на батерија, напојувана од минерали. Литиум од Чиле, кобалт од Демократска република Конго и никел од Индонезија. Моментално Кина доминира на пазарот на овие компоненти на батериите за зелена енергија. Но неодамна индонезискиот председател Джоко Видодо им кажа на деловните лидери дека Джакарта сака да стане алтернативен партнер. Како дом на најголемите резерви на никел во светот и други минерали, Индонезија е во процес на изградба на интегриран екосистем за електрични возила и има за цел да произведе 600.000 електрични автомобили до 2030 година. Извршниот директор на групацијата Бакрие Аниндија Новин Бакрие сака да го искористи тоа. Тој насочува традиционалната индонезиска компанија за искупување енергија на неговото семејство во рударска компанија за обновливи извори на енергија, која исто така може да искористи растечката побарувачка за некинески синџир за снабдување со критични минерали. Сакаме да се фокусираме на исток и на запад. Тоа не е само пазар, туку и ентузијазам, капитал и технологија. Тоа е добра работа. Индонезиските рудници веќе соработуваат со кинеските рафинерии за преработка на нивните минерали. Бакрие вели дека за ова на Джакарта и треба помош од Вашингтон. Ние имаме оптимизам, но ги немаме сите решенија. Навистина ни треба сериозен капитал. Ни треба сериозна технологија. Неодавна Видодо се сретна со американскиот председател Џо Бајден, со кого преговараше за критичниот трговски договор со минерали, што ја прави Индонезија подобна за американски субвенции според законот за намалување на инфлацијата. Но експертот за Југоисточна Азија Грег Полинг вели дека процесот на одобрување е долг. Членовите на двете страни на Конгресот беа јасни дека секој иден договор со Индонезија или друг голем снабдувач на минерали треба да вклучи голем напредок во работните и еколошките стандарди и можеби ќе треба да вклучи некаков вид одвојување на синџирот на снабдување и да има осигурување дека кинеските компании кои работат во тие земји да не можат да продаваат во нивна корист и при тоа да се квалификуваат за субвенции. Во меѓувреме, Джакарта постигна напредок во намалувањето на доминацијата на Пекинг во рафинирањето на критичните минерали. Во 2020 година беше забранет извозот на никелова руда, а индонезискиот закон бара од компаниите што копаат руда исто и да рафинираат.